8 часот и 10 минути. Добро дојдовте во Македонија наутро. Го започнуваме вториот дел од емисијата со едно многу убаво гостување. Велат дека класичната музика е јазик кој го разбираат сите, меѓутоа како да им го доближиме на најмладите кои што живеат во време на брзи видеа и дигитални игри. Одговорот ни доаѓа спакуван во една прекрасна, магична сликовница со театарска представа и музичка изведба на најпознатите дела на Бетовен. Се одржа промоцијата на сликовницата Златната книга на Лудви од Тина Иванова, која всушност е дел и од новата едиција Музичка кутија. Ако зборуваме за инспирацијата токму на ова сликовница, тоа е животот и творештвото на Лудвиг ван Бетовен, првата од 5 книги за деца од серијалот Музичка кутија, која што го спомена и мојата колешка Симона. Па велиме добро утро и за нашата прва гостинка ова утро, која што веќе ја најавивме, со која што разговараме токму за овој проект. Добро утро за авторката, добро утро Тина и добре ни дојде во Македонија наутро. Добро утро, добро ве најдов. Ајде прво, како помина промоцијата, какви беа првите реакции по промоцијата, бидејќи не промовираме една обична сликовница, кога ќе речам обична, секако мислам не на омаловажување, туку на тематиката која што ја имаме во сликовницата, малку е понесекојдневна, нешто што, еве јас, например, во моето детство никогаш нешто вакво немам видено. Како помина и дали луѓето реагираат баш на уникатен начин? Да, промоцијата, ајде, поред, јас сум многу среќна, помина навистина добро, беше преполно во книжарницата на литература, книгите ги издава Арс Ламина, да напоменам, и затоа и представите се одржуваат во литература и во рамките на нивниот фестивал. Не ни е прв пат со мојата пријателка и колешка Дијана Имерилковска, познатата диригентка, да ги правиме овие представи. Минатата година направивме 4 и тие беа на некој начин увертира или претходница на ова што денеска се случува, а тоа се издавање на 5 книги за деца, посветени на 5 славни композитори. И како што кажавте, да, малку е несекојдневно, заради тоа што композиторите се третирани овој пат на малку поинаков начин, гледани од една дечја перспектива, од детски очи. Најверојатно го најдовте клучот како да ги доближите до нив на поинаков начин, да ги запомнат. Да, па морате да се вратите во детската фантазија и да ги допрете нивните мали мозочиња. Так. И да ги поттикнете, да ги инспирирате, при тоа не само да ги читаат приказните, туку и да почнат да ја сакаат класичната музика на некој начин. Так. Тина, зошто токму Бетовен? Што е она што во неговото лик, дело и творештво ви инспирираше да го доближите токму овој композитор до немладата публика и всушност како успеавте така еден комплициран профил и живот да го, или како што кажав, да се вратите во детската фантазија, меѓутоа и да го доближите до нив, нивната возраст и да ги натерате да ја засакаат и класичната музика? Бетовен по некоја случајност излезе како прва книга, инаку се работи за 5 книги посветени на Бетовен, Моцарт, Чековски, Верди и Бах. Не случајно се Бах, Моцарт и Бетовен инспирација заради тоа што се тие столб на класичната музика. Бетовен, мене лично ми е Бетовен најомилен композитор и според мене има најголема, и Бах секако, меѓутоа се различни, има најголема тежина и е на некој начин, како што кажав, столб на се она што понатаму се случува во областа на класичната музика. Сакам да напоменам дека книгите не се биографија на композиторите, туку се сосема нови автентични приказни, кои што се само инспирирани од музиката на големите композитори и имаат за цел токму тоа што го кажав претходно, да поттикнат едно малку поинакво размислување и малку поинакво видување кај децата за тоа што значи класичната музика и како може да се навлезе во приказната на класичната музика и дека класичната музика може да ја гледаме сите со различни очи. Ова е моја една автентична перцепција како кога ја би била дете, би го гледала Бетовен или Моцарт или Бах, додека би ја слушала нивната музика. Измислив нивните имиња се инспирирани од имињата на големите композитори, еве Златната книга на Лудви од Лудвиг ван Бетовен или Магичната флейта на Волфи од Волфганг Амадеус Моцарт. Мислам, Сребрениот глас на Джузепа е книгата инспирирана од Джузепе Верди. Има нешто во книгите од она што не потсеќа на музиката и на животот на композиторите, но не е тоа биографија.
Сепак ликовите се истакнуваат на друг начин. Да, на сосема друг начин. А колку Представите, извинете, го отсликуваат тоа, заради тоа што се направени со музика, со жива изведба на дела од Моцарт или Бетовен или Бах, ама тоа е веќе една друга форма на изразување. Сега Бетовен како музички гений имал комплексен живот. Ние гледаме како готов производ сликовницата, доближена до дечињата. Меѓутоа, колку тука тежината паѓа на авторот за да се најде балансот, сето тоа да биде интересно, читливо за дечињата и така натаму едукативно. Токму тоа, бидејќи Бетовен имал комплексен живот и мојот лик во оваа приказна книга за деца не е како другите, е малку поинаков. Тој е срамежлив, повлечен е, само сака да чита, да свири, децата го задеваат во училиште, има проблеми, тоа е на денешен јазик би се нарекло булинг. Да. Меѓутоа не е така прикажано, бидејќи сликовниците се за малку помали деца од некоја, да речеме, 3 до 10-11 годишна возраст. Како што кажавте, животот на тие композитори мене ме инспирираше да ги создавам приказните. Каков живот имале, така и јас во мојата фантазија го размислував тоа додека ги пишував. И иако на крај излегуваат, кога ги читате некоја фантазија, бидејќи во нив има и многу магија, многу волшебни нешта кои што би требало да ги привлече децата, сепак мене ме водеше нивниот живот, така и за Бетовен. Не можете да го абстрахирате неговиот пат до она што го постигнал, било што да правите, дали пишувате книга за деца или негова автобиографија. Тоа не може да се избегне на ваков или онаков начин. Треба децата да го почувствуваат тоа дека животот не е малку розов, дека има и некоја тежина, дека некои деца не живеат, не знам, среќно или мирно, дека на некои деца им треба едноставно да им се зголеми самодовербата за да го истакнат она што го носат во себе, а во случајов на Златната книга на Лудви, тој на крај станува пианист и сите деца им свири во училиште на децата постојано го прифаќаат таков каков што е. Сликовницата е визуелно многу богата, што верувам дека и тоа допринесува децата да се уште позаинтересирани, така што кој е заслужен за тоа како Бетовен изгледа во нивните очи и кој стои зад визуелниот идентитет на овој проект? Тоа е многу интересно, јас кога ги пишував книгите воопшто не замислував визуелно како ќе изгледаат. Сакам тука да се заблагодарам на Арсламина и литература кој што го прифатија овој предизвик. И во процесот на уредување на книгите и на сето тоа што си оди заедно пред да се испечатат, јас не бев вклучена во изработката на илустрациите. Го добив тоа како готов производ и толку бев позитивно изненадена. Дизајнер, илустратор е Рената Јосифовска и сакам да се заблагодарам јавно што успеала да навлезе и во мојата фантазија и во она што јас го имам замислено како збор, да го наслика баш така како што едноставно се изненадив, позитивно. Така што тоа сакам да кажам и во другите книги многу добро ги има доловено ликовите и нивните карактери преку илустрација. Важна улога има и Бисера Бендевска како уредник, па поставувајќи го ова прашање, кој се како тим бевте вклучени? Бисера Бендевска е уредничка на сите овие 5 книги. Таа е главната. Бранка Бугариска е уредничка на целиот тој сектор. Сакам јавно да му се заблагодарам на директорот Горан Црвенковски, кој што ми даде зелено светло да ги издадам овие книги преку литература. Тоа е тимот, веројатно цела Арсламина, сите заедно и заедно со мене. Така. Ги здруживме силите за да сакам да напоменам дека сега се испечатени само 2 книги. Златната книга на Лудви и Магичната флейта на Вулфи, која што ќе се промовира на 21 февруари, сега во сабота. Исто со представа во 18 часот во литература во Дајмонд. И со нетрпение ги чекам сите останати 3, значи сите 5 кои што ќе бидат издадени во еден пакет наречен Музичка кутија. Музичка кутија, пакет од 5 книги. Тоа е веројатно ова е еден од подобрите начини како да се доближи класичната музика до новите генерации, односно до најмалите, па затоа ќе ве прашам и колку е важна класичната музика за когнитивниот и емотивниот развој на децата според вашите истражувања и во пишувањето на овие дела, меѓутоа и претходно за тоа што живеете едноставно со таа музика. Тоа и науката го докажала дека Моцарт, музиката на Моцарт, дека многу
позитивно влијае врз развојот на психофизичкиот развој на децата, на моториката, на креативноста, на инспирацијата. Дури неговата музика се користи како лек за одредени болести. И ја би кажала дека музиката е лек за душата, меѓутоа ако душата не е излечена и телото не да биде излечено, затоа и децата од најмали нозе треба да ги учиме паралелно со физичкиот развој да го негуваат и оној духовен, психички, ментален развој. А преку класичната музика тоа најдобро се остварува. Мислам дека една од најважните работи на тоа, повеќе ова апел кон родителите, не кон децата, бидејќи децата се деца, додека ги растат било што друго да прават, дали цртаат, дали се бават со некој спорт, во позадина да им пуштаат класична музика, особено Моцарт и Бах, заради тоа што, како што пред малку спомнав, човекот само така може да ја развие креативноста, а креативноста понатаму ќе го води во животот било што да работи, ќе му биде една муза, водилка за остварување на било која цел во животот. Овие книги токму таква цел имаат, повеќе се за родителите, бидејќи се наменети за малку помали деца и претпоставувам дека и родителите ќе им ги читаат на децата и на крајот од книгата има баркод кон кој што може да се влезе на YouTube каналот и за да се слушне некое дело од музиката на Моцарт или Бах или Бетовен. Меѓутоа сега техничките можности се толку големи што немаме потреба од никакво пребарување. Многу е лесно да пристапиме до било какова информација, па и во однос на класиката. И не знам, неопходно е. Неопходно е како вода, како храна. Јас сум продуцент работам како асистент по продукција во Македонската филхармонија. Често правиме концерти за деца. И не знаете колку се децата срекни кога ќе слушаат таа музика, колку се поинаку реагираат. И после представата, после минатогодишните представи за Бах и Моцарт, ми се приближуваа мајки да ми кажат дека нивните деца откако си отишле дома и ми пишуваа на пораки, самите изразиле желба да ги слушаат и Бах и Моцарт и нема поголема среќа за тоа од еден автор како мене. Барем 5 деца да сме инспирирале, сме завршиле добра работа. Благодариме за разговорот, благодариме што направивме една ваква телевизиска промоција, погледнавме и дел од атмосферата, фотографија од промоцијата, посакувам успешен проект до крај. Ви благодарам на поканата уште еднаш.